Пикси и авантурата на снег. Еве, ветрот веќе ги однесе сите шарени ливчиња од дрвјата. И многу застуде. Многу. Наскоро ќе паѓа снег и можеме да се санкаме, вели Пикси. Заедно со другар му Зајо Скокало и ракунот Рики ги вадат санките од шупата. На санките им е потребна нова боја, а лизгалките мора малку да се подмачкаат. За Пикси и другарчињата тоа не е никаков проблем. Наскоро санките се подготвени. Недостига само уште снегот. А снегот никако да падне. Сушност, од каде доаѓа снегот? Прашува Рики. Го носат облаците, одговара Зајо Скокало. Па тогаш да им кажеме да го донесат, вели Рики со нетрпение. Добра идеја, вели Пикси. Зајо Скокало мора веднаш да напише едно писмо. Драги облачиња, ве молиме наскоро да ни донесете многу снег, затоа што ние сакаме да се санкаме. Ве поздравуваат од шумата Пикси и пријателите. Бувот го однесе писмото кон небото. И навистина, следниот ден почна да снежи. Видете, викна Пуки, малото срнче. Снегулките изгледаат еднакво исто како и шарите на моето крзно. Наскоро се е бело. Целата шума лежи под една бела покривка, а и дрвјата како да имаат облечено бели мантили. Сега конечно можеме да се санкаме, се радува Пикси. Еве веќе сите тројца се надолу лизгајки се. Хуи! Ова е забавно. Штом се спуштат надолу, веднаш се качуваат нагоре кон планината и повторно се лизгаат надолу. Пуки, каде си? Се слуша глас. Мама Срна трча со големи чекори и го бара своето малечко. Пуки сигурно заталкал во шумата, раскажува Пикси вознемирено. Како да го најдеме? Пикси не треба да размислува многу. Едноставно, вели тој, со помош на снегот ќе му ги најдеме трагите. Мама Срна погледнува во снегот и навистина. Таму има траги од шепите на Пуки. Помене, тргна Пикси надолу по трагите. Движењето на Пикси е накосо низ шумата, а снегот е длабок. Дали мајката Срна би можела да оди по нив? Сите другари итаат надолу, се додека не стигнаа до поточето. А таму е Пуки. Тој безнадежно стоеше крај замрзнатиот брег. Пуки, викна мама. Мамо, срнчето ѝ се фрли во преградка. Мама Срна е многу среќна. Многу ви благодарам. Ни беше задоволство, одговори Пикси и гледаше како двајцата се оддалечуваат низ шумата. Зајо Скокало проговори. Мене како да ми студи. А јас сум гладен, викна Рики во меѓувреме. Само едно нешто ќе ни помогне околу оваа, се насмевна Пикси. Топла чоколада и бисквити. А тоа го имам дома. Мљац, 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 чоколадата е прекрасна. Рики и Скокало блескаат, а бисквитите на Пикси се највкусните.